На 19 и 21 септември Киншифт Академијата традиционално 10-та година поред го организира предизвикувачкиот ден. Што представува ова за сите оние кои што досега можеби не се запознаени, што се нуди во Киншифт Академијата, ова утро ќе да знаеме од Славица Милошевиќ. Славица, ќе ви посакам добро и утро. Што представува овој Challenge Day? Би почнала еден чекор назад, каде што би кажала кои сме ние. Киншифт Академија поранешно Сивус едукативен и развоен центар. Постоиме 14 години на пазарот и под нас имаме 14 акредитирани академии. Challenge Day представува можност за сите лица кои што се чувствуваат доволно спремни да дојдат и да се предизвикаат себе си, да решат тест и врз основа на тоа какви резултати ќе добијат, да имаат одредено ниво на стипендија. Така, што представува ова за младите? Би кажала, мислам, малку поразлично би го формулирала овој момент. Повеќе би кажала дека пред да одлучат младите што би сакале да изберат на овој Challenge Day, да одат да не дознаат кои сме, да отворат нашата страна, да ги прочитаат академиите, да разберат пред се што е најдобро за нив и што е идниот нивен кариерен пат кој што сакаат да го изберат, затоа што сепак не е една, 14 академии се, а после тоа да продолжат со наредниот чекор каде што и би се пријавиле и би ја имале можноста да добијат одредено ниво на стипендија. Кој може да присуствува и да биде дел од овој предизвикувачки ден на Киншифт Академијата? Па би кажала сите. Сите кои што, пак да повторам, се сеќа доволно спремни дека би сакале да навлезат во IT светот или светот на дизајн, затоа што имаме академии од IT сферата и од сферата на дизајн. Е од карактер за секого, односно може да се пријават лица од 18 плюс па нагоре, затоа што низ нашите академии поминале секакви генерации кои што решиле или да навлезат и да отпочнат кариера во IT светот или да направат кариерна промена. Така да би кажала за сите. Што представува стипендијата и за кои академии може да се добие стипендија? Како што спомнав, имаме стипендија од областа, доделуваме стипендија од областа на IT и дизајн, стипендии за кои што можат да се пријават се академиите за програмирање, софтвер тестер, security specialist, IT ops мрежи, графички дизајн, веб дизајн со фронтенд, UI, UX, 3D, ако испуштам некоја, извинете, може да ги погледнат дека и нас на страната. Што представува стипендијата? Па тука би кажала дека има една многу поголема длабочина за нас овој настан. 10 години традиционално го правиме и со овој настан враќаме за општеството. Односно, преку тие стипендии, таа голема стипендија од 70%, посебно таа би истакнала која што ја даваме, се пружа можност за сите лица да се пријават и ако покажат доволно креативност и доволно знаење, да го достигнат и тоа ниво на стипендија и да го добијат. Така, кој може да аплицира и што треба да се направи за да се аплицира, за да се добие стипендија? Веќе спомнав сите, инаку чекорите кои што треба да се направат, најлесно како може да не најдете преку нашите социјални канали кои што ги имаме на социјалните медиуми, Facebook, Instagram, LinkedIn, каде што може да го најдат линкчето, многу е лесно, оставаат нивно име и презиме, телефонски број, имейл адреса. Тоа не е потребно за да го потврдиме терминот, каде што они би си избрале и одреден слот термин во кој што ќе полагаат во дедициран ден, дали на 19 или на 21, во предпладневните или попладневните часови и само да се појават, да имаат самодоверба и да направат што е можно најдобро од себе на тестот. Да го покажат она што го знаат, колку луѓе може да добијат стипендија благодарение на Challenge Day-от? Ова не е втор Challenge Day. На првиот Challenge Day во април имавме фонд од 50.000 евра кој што го издвоивме. Сега одвојуваме фонд од дополнителни 30.000 евра и овие средства ги распределуваме еднакво на сите пријавени. Се дели врз база на тоа колку пријавени се по група, по академија и ретроградно врз база на резултатите што ќе ги направат се распределуваат стипендиите. Оваа цела сума иде за сите студенти кои што потенцијални студенти кои што се пријавуваат и тестираат.
и зависно од резултатот ја добиваат и стипендијата равноправно на тоа. Да, одлична можност за да бидат дел нели од овој челендж дей. Ви благодарам, Славица, на одвоеното време. Ви благодарам и вас.